Ја ти кажам се, го гледаш овој органограмов? Овој органограмов, да знаеш, е со 20 и нешто луѓе, 30, уклучени у една операција за масовна плячка на држава. У моментов. Роднини, пријатели, кумови, братучеди, другари, сите по некоја фирмиче, сите на некоја функција ставени ваму таму. Вага ќе се докаже. Немој сега ти скапите коли дрн. Што тоа значи се возеа со скапи коли? Што не смеат луѓето да се возат со скапи коли? Затоа што ти ќе излезеш и ќе збориш дека ако има скапи коли криминалец е жити мајка. А станот твој увиена како е купен? Ефтино? Кривичниот закон ќе го менјаме сега брм. Па нели одма ќе осменивте, само што ќе дојдете на власт. Одма нели ќе што не го сменивте одма? Никад нема осмениве. Пола од владата сега што ви е составена таму, вие амнестирана со овој благодарение на овој закон. Па Панчев ќе биде министер да не беше овој закон. Заради тоа што ако не беше овој закон ќе продолжеше постапката Зигор Јанушев, у која што постапка сигурно ќе беше повикан на одговорност и Панчев Тошковски како адвокат на Јанушев и на ЈСП. И сега будали ќе правиме ние 2 милиона луѓе мајмуни ќе правиме. А Патек Филипот 60.000 евра, што треба да значи тоа? Значи си криминалец. Ако некој има скапо луксузно возило, ти имаш скап луксузен саат што кошта колку луксузно возило. Ти ако имаш поскап саат од луксузно возило, тогаш ти што си? Значи и ти си криминалец.